Новата сезона во ракометната Суперлига на Македонија ќе започне на 7 септември, меѓутоа форматот ќе биде поинаков во однос на претходната сезона. Минатата сезона ракометната елита на Македонија броеше 16 екипи, кои беа поделени во две групи по 8 екипи. Првите 4 екипи од двете групи се пласираа во плейофот, а последните 4 од двете групи играа во плей-аутот. Меѓутоа ракометната федерација на Македонија се одлучи за драстично краќење на лигата од 16 на 12 екипи, па тоа значи дека во новата сезона од Суперлигата ќе биде единствена, односно војна група, како што беше во сезона 2021-2022. Во новата сезона ќе игра шампионот Euroform Пелистер, вице шампионот Вардар, освојувачот на купот на Македонија Алкалуит, Тиквеш, Пролет, Куманово, Охрид, Прилепа, Струга, Бутел, повратникот Радовиш и дебитантот Бесинов од Велес. Првите 6 на табелата по комплетирање на регуларниот дел ќе обезбедат место во плейофот и ќе разигруваат за титула излез во Европа, а пак последните 6 екипи, односно екипите од 7-то до 12-тото место ќе разигруваат за опстанок во Суперлигата во плей-аутот. Како што веќе информираше телевизија М-нет, во првото коло ќе гледаме дерби меѓу Алкалуит и Вардар, Бутел против Куманово, Прилеп ќе биде домаќин на Пролет, повратникот Радовиш ќе го пречека Охрид, Струга против Новоилијата Бесинов, а пак Тиквеш на домашен терен ќе се соочи со шампионот Euroform Пелистер, кој од кавадарци ја почнува борбата за одбрана на шампионската титула.